Образованието е секогаш неисцрпна тема на разговор, посебно високото образование, а особено во период кога младите се исправени пред оној предизвик да се одлучат каде ќе го продолжат своето образование, посебно младите матуранти кои што сега се на чекор да донесат една важна одлука. Денеска на тема високо образование ќе зборувам со мојата гостинка, професор доктор Наташа Ристовска, редовен професор на Универзитет Скопје. Професорке, најпрво ви благодарам што дојдовте, како што кажавме пред овој разговор. Вас ве немавме во првиот циклус разговори со професорите од Универзитет Скопје, но чест ми е што сега ќе можеме и со вас да поразговараме за сите предизвици со кои се соочува високото образование. Добар ден и ви благодарам на поканата. Имаме убав повод со кој што ќе го отвориме денешниот разговор. 20 години Универзитет Скопје почна како факултет за туризам, меѓутоа се разви во една голема високообразовна институција која што нуди повеќе области за студирање. Како универзитетот се развиваше во изминативе 20 години? И оваа година универзитетот токму така прославува 20 години постоење во високото образование во нашата земја. Овој значаен јубилеј го одбележуваме со низа активности во текот на годината, а ќе го финализираме со организирање на меѓународниот научен конгрес ИКОМБЕСТ 2026 година, кој што ќе се одржи на 10 октомври во просториите на универзитетот, а веднаш потоа на 11 октомври планирана е свечената академија и свечената церемонија на доделување на дипломи на последната генерација на дипломирани и магистрирани студенти на Универзитет Скопје. Горди сме што универзитетот во овие 2 децении се етаблираше во една респектибилна, препознатлива и уникатна високообразовна институција во нашата земја и овие 20 години представуваат приказна за посветеност, за квалитет во образованието, за континуиран напредок. Успеавме да создадеме бројни генерации на млади професионалци кои што успешно придонесуваат за развојот на општеството и економијата во нашата земја. Овој 20 годишен јубилеј секако представува можност да се потсетиме на сето она што е постигнато, меѓутоа и прилика да укажеме на нашата визија дека и понатаму продолжуваме да градиме млади професионалци и кадри кои што успешно ќе се справуваат со предизвиците на современите услови на делување и секако со специфичните околности во кои што денеска функционираме. Така, не е лесно да се биде лидер во образованието цели 2 децении, затоа секако е потребна макотрпна работа и труд и вложување. Што го прави Универзитетот Скопје поразличен од другите високообразовни институции? Што го прави да биде препознатлив како бренд во високото образование? Оно што го издвојува Универзитет Скопје е секако уникатната методологија на учење, која што е превземена од Универзитетот во Риека, која што подразбира мерливост на знаењето, објективност во оценувањето. Нашите студенти имаат можност да одат и на меѓународна размена, да ги користат мобилностите на Еразмус. Исто така, во текот на академската година да слушаат и предавања од гости предавачи, стручњаци и експерти во своите области, можност да посетуваат меѓународни сајами, наставно-научни практикуми, исто така да соработуваат со нашиот стручен академски кадар, на крајот да се стекнат со меѓународно призната диплома, но она што би сакала да го потенцираме дека квалитетот во студиските програми секако како потврда на истиот се и бројните признанија, награди и сертификати кои што ги има добиен универзитетот во текот на годините, а тука би потенцирала и дека Универзитетот Скопје е носител на престижниот сертификат TEDQual, кој што го доделува UNVTO и веќе три пати поред во последователни сертификациони циклуси го добивме овој сертификат, кој што потврдува секако дека и студиските програми и образованието кој што го нудиме е согласно светските стандарди за квалитет, дека студиските програми се креирани, дизајнирани согласно потребите на трудот, релевантни за пазарот на трудот и дека студентите стекнуваат практични применливи знаења. Така што верувам дека сите овие предности би биле на некој начин причина зошто младите матурантите би избрале некој од нашите студиски програми за да го продолжат нивното образование. Кога сме кај студиските програми, сведоци сме дека некако, како да кажам, во светот
царува дигитализацијата, се почесто вештачката интелигенција, модерни текови на настава, колку Универзитет Скопје ги следи овие модерни технолошки достигнувања кои што секако се имплементирани во образованието? Апсолутно. Универзитетот Скопје има стратешки пристап за континуирано вложување во модернизација на наставниот процес. Во таа насока студентите имаат на располагање современи просторни услови, дигитална инфраструктура, електронски систем на учење кој што го применуваме, електронска библиотека и достапност на сите потребни материјали. Во наставата покрај традиционалните методи користиме и иновативни методи, вклучувајќи и превртена училница, и пристап за решавање на проблеми, студии на случај, симулации, исто така проектни задачи работат, потекнуваме тимска работа, меѓутоа применуваме и дигитални алатки за учење, кои што овозможуваат и поголема интерактивност во наставата, секако и вештачката интелигенција која што може да го олесни, да го забрза процесот на учење, меѓутоа во ограничена примена, секако со проверка и со доработка на сите достапни податоци, бидејќи педагошките методи на настава не можат да бидат целосно заменети со технологијата, со оглед на тоа што потребно е развивање на критичкото размислување, на дискусијата, на комуникацијските, на презентерските вештини на студентите. Следејќи ги современите технолошки трендови и потребите на пазарот на трудот, како што споменавте, во редовните реакредитациони процеси секако ги ажурираме студиските програми и интегрираме дополнителни предметни содржини кои што се поврзани со развојот на дигиталните компетенции кои секако им се потребни подоцна на студентите во реалните професионални работни ситуации. Во контекст на последново што го споменавте, дека се ажурираат и студиските програми согласно потребите на пазарот на труд, факт е дека има модерни, нови работни места кои што се повеќе будат интерес кај младите, па во таа насока кои студиски програми сега во моментов се најактуелни помеѓу младите луѓе? Секако самата дигитална трансформација и технолошкиот напредок кај младите пројавува поголем интерес за студиски програми кои што се од областа на информатиката, на компјутерските науки, истото се случува и на нашиот универзитет. Меѓутоа традиционално интересот е голем и уписот на економскиот факултет, на насоката за меѓународен маркетинг менеджмент и насоката за финансии, банкарство и осигурување, со оглед на тоа што студентите подоцна можат да ја продолжат својата кариера и во финансиски институции, банки, осигурителни компании, сметководствени друштва, меѓународни организации, државни институции или пак да имаат работни позиции кои што се прилично актуелни, а тоа се маркетинг менеджер, бренд менеджер, PR експерт. Со оглед на тоа што во последно време атрактивна и позицијата на HR консултант, специјалист или HR менеджер, имаме голем интерес за упис на студиската програма за менеджмент на човечки ресурси, а секогаш атрактивна е студиската програма на факултетот за туризам, со тоа што студентите од која ќе завршат можат да ја продолжат својата кариера и во земјата и во странство, во една од најдинамичните и најперспективните индустрии во светот. Но секако изборот е индивидуален, она што е приоритет за студентите, за идните студенти, односно за матурантите, да избират студиска програма која што нуди практични знаења и вештини кои обезбедува подоцна можности за вработување и кариерен развој. Не можам со моите соговорници често сакам да потенцирам, бидејќи тоа навистина многу ме воодушевува дека Универзитет Скопје на сите студенти им нуди практична настава, нешто што навистина е олеснителна околност во денешно време, нешто што ние како генерации од 90-тите години на минатиот век сме го немале како практична настава кога сме студирале, многу ни требало и многу е олеснителна околност за денешните млади. Колку според вашите искуства на универзитетот практичната настава им олеснува на студентите потоа да преминат во пазарот на труд побрзо, поефикасно, да не чекаат многу како што можеби некои мои генерации чекале пред да се вработат? Практичната настава е клучен дел од квалитетно образование.
Тој му возможува на студентите теоретското знаење да го поврзат со реални, вистински процеси и предизвици во професионална работна средина. Практичната настава ја реализираат студентите во минимум 30 работни дена во текот на една академска година. Тој му возможува отприлика минимум 4 месеци работно искуство во текот на нивното 4-годишно студирање. При тоа практичната настава Универзитет Скопје ја организира во компании, институции, организации со кои што имаме склучено договори и меморандуми за соработка. При реализацијата на практичната настава студентите имаат ментор од академскиот кадар на универзитетот и ментор од институцијата каде што ја реализираат практичната настава, што им возможува да имаат целосно следење на начинот на кој што ги реализираат нивните доделени работни задачи и следење на нивниот прогрес. Многу често практичната настава подразбира и прв чекор кон идно вработување, она што го споминавте, со оглед на тоа што студентите тука имаат можност да ги прикажат своите стекнати знаења, вештини, да се представат пред работодавачите и да остварат одредени професионални контакти и на тој начин веднаш и во текот на студирањето некој од нив или по завршувањето да бидат вработени, а во овој процес секако помош и поддршка имаат и од Центарот за кариера на универзитетот. Веќе сме во период кога и во самата најава кажав кога младите матуранти го завршуваат средното образование, се пред голема одлука каде ќе продолжат со високото образование, некои од нив можеби знаат, некои можеби се уште се двоумат, но тимовите на Универзитет Скопје изминатиот период одеа на терен буквално во секое средно училиште во Македонија, преку непосредна комуникација со младите ја представуваат својата програма, студиските програми. Колку овој начин на непосредна комуникација според вас е добар во насока да се привлечат повеќе студенти, но не само да се привлечат студентите, реално да дознаат што нуди универзитетот и што го прави препознатлив, поразличен и да донесат и полесна одлука? Токму така, Универзитетот Скопје, што од самите почетоци, креира ефективна маркетинг стратегија и годишни маркетинг кампањи, односно промотивни кампањи, кои што подразбираат пренесување на пораката за универзитетот, за нашите студентски програми, директно до нашата таргет група, до матурантите и нивните родители, честопати преку мас-медиумите, меѓуто и социјалните мрежи, а еден клучен сегмент, како што споменавте, е и промоцијата која што ја реализираат нашиот маркетинг тим, ја реализира директно во средните училишта во Скопје и низ целата држава. Преку оваа директна комуникација навистина се добиваат и дополнителни информации за можностите за стипендирање, за студирање, практичната настава, кариерните перспективи директно од маркетинг тимот, а некогаш и дел од нашите студенти или алумните се дел од маркетинг тимот, така што можат директно да имаат интеракција матурантите и со нив, да им пренесат лично искуство и на тој начин да добијат и повеќе информации и да донесат една информирана и посигурна одлука за нивната иднина. Освен посетата на училиштата, на Универзитет Скопје се организираат и отворени денови и организирани групи на матуранти не посетуваат и во овој случај има директна комуникација со наставниот кадар и со вработените да добијат и дополнителни информации, да се запознаат со условите и можностите за студирање на нашиот универзитет. Како долгогодишен професор не можам да не ве прашам како вие го оценувате образованието во Македонија, високото образование, веќе кога сме кај високото образование, и дали сметате дека во некој сегмент можеби треба негде да се подобриме? Највреден ресурс на државата се секако луѓето, посебно младите луѓе, и сметам дека целта е да ги задржиме во државата. Во таа насока апсолутно одговорност е да се понуди квалитетно образование, да се обезбедат можности за вработување и секако соодветен стандард на живење. Во тој контекст во образованието има простор и потреба за дополнителни вложувања и инвестиции, посебно во однос на инфраструктурата, дигитализацијата на целокупниот образовен систем.
сместувачките капацитети за студентите, но во овој контекст би спомнала дека навистина важно е и понатамошно унапредување на академскиот кадар, поттикнување на иновации и научно-истражувачка работа и посебно интернационализацијата, односно зајакнување на меѓународната соработка како на национално, така и на институционално ниво, соработка со врвни високообразовни институции од Европа и од светот, кои што и земји кои што се посебно напредни во однос на технологијата, образованието и науката, со цел да добиеме некои нови знаења, да ни се пренесе одредено искуство и добри практики. Така што и во овој контекст секако и тимот на Универзитет Скопје како дел од вкупниот образовен систем и понатаму продолжува и после 20 години успешна работа да со поголема енергија, уште поголема енергија и ентузијазам да создава и да гради млади професионалци кои што ќе придонесат за развојот на нашата земја. И за крај, ако во некој не толку дамнешни времења, да речам, јавната администрација беше една од најпосакуваните работни позиции кај нас во Македонија, факт е дека се почесто младите сакаат да си ја пробаат својата среќа во однос на работењето, на бизнисот. Се поактуелни се мали стартап компании кои што ги создаваат токму младите луѓе. Како експерт по претприемништво, што кажува вашето искуство, колку младите во Македонија се спремни и сакаат да почнат сопствен бизнис? Претприемничкото образование е целосно интегрирано во сите студиски програми на нашиот универзитет, така што преку овие предметни содржини ние ги поттикнуваме младите за да развиваат нивната креативност, иновативност и нивниот претприемнички потенцијал. И она што е актуелно секако да имаат можност за евентуално самовработување, започнување на сопствени бизниси, а дел од нив и да ги унапредат или да ги продолжат фамилиарните, односно семејните бизниси кои што веќе ги имаат, со оглед на тоа што малите и средните предпријатија се секако двигатели на целокупната економија и можам да забележам дека во последните години имаме повеќе интерес и креативност кај младите да ги развиваат и понатаму нивните бизнис идеи и да отвораат сопствени бизниси. Професорке, ви благодарам што бевте дел од нашиот подкаст Универзум. Се надевам дека отворивме интересни прашања. Може би решивме некои дилеми на некои млади луѓе кои што ги имаат во однос на тоа, нели, како ќе го продолжат и каде ќе го продолжат нивното образование. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и денеска не следевте со внимание и секако едно потсетување за крај. Универзитет Скопје, како што кажуваат и сите наши досегашни гости, 24/7 е отворен за сите млади луѓе кои што сакаат да се информираат за нивните наставни програми. Повелете, во секое време таму има кој да ве информира. Ви благодарам уште еднаш.